Има збор господица Томич Тања, повелете. Благодарам, почитувана подпредседателка. Почитуван господин заменик министар. Навистина ме интересира кога конечно ќе се освестите во Министерството за образование и ќе престанете со предлагање на ваков тип на закони, кои што можат да се користат само за подпалување на оган и жално и хартијата што е потрошена за нивно штампање. Образованието, и основното, и средното се области во кои што не треба да има политика. Поготово не политиканство како што вие правите. Тоа е област каде што треба да се искоординираме, да се сложиме и ние, и вие како власт и опозиција, меѓутоа и оние кои што се највеќе засегнати, наставниците и родителите на чии што деца им зависат судбините од тоа што вие овде ќе го предложите, а вашето владеачко мнозинство ќе го изгласа. Џабе ви се сите оние огромни суми на пари кои што ги фрлате на реклами, образованието е сила, образованието е моќ, ако носите вакви законски решенија во собранието. Се обидов прво да видам кој ви е концептот со ова предложено законско решение и навистина не успеав да најдам концепт, осмисленост, замисла во која насока мислите дека треба да се движи средното образование. Напротив, добив впечаток дека некој седнал, си го земал законот од Хрватска, од Србија, од Словенија, од Црна Гора и си препишал еден член од едниот, втор член од вториот, трет член од третиот, кое му делувало најсоодветно за реализација во Република Македонија и највеќе во корист на партиските интереси на владеачките партии. Во воведното излагање ни најавивте малтене како да сте измислиле топла вода со воведувањето на системот за податоци. Да ве подсетам, почитуван господине заменик министар, дека вакви бази на податоци постоја во Министерството за образование и наука во периодот од 2002 до 2006, кога СДСМ заедно со ДУИ беше на власт. Вакви бази на податоци во тој период се ажурира и во Министерството за образование постоја информации за бројот на ученици во основно и средно образование, за нивна етничка припадност, за број на паралелки, така натаму и така натаму. За жал, по доаѓањето на оваа реформаторска власт во 2006 година, ниту една од тие бази не е ажурирана. Не им сметаше ништо базите беа правени со финансии од странски донатори. Напротив, се што било правено во изминатата влада сметаа дека треба да се прекине без оглед дали е добро или не. И тие бази на податоци од 2006 до денес не се ажурираат. За сега да дојдете бомбастично да ни кажете дека сте смислиле база на податоци да се прави. Замислете. Она што дополнително е чудно во целиот закон е фактот дека во оваа база предвидувате да опфаќа и податоци кои што се заштитени со Законот за заштита на лични податоци. Матични броеви, адреси, датуми, место на раѓање, место на живење и така натаму и така натаму. Предвидувате дека лицата кои што ќе бидат задолжени за обработка на личните податоци имаат обврска да ги чуваат во тајност. Ама не предвидувате што ако не ги чуваат. Што ако некој од овие лица реши да ги продаде за одредена сума на компанија која што е заинтересирана или на странска служба? Што со казната? Која ќе му биде казната? Не пишува ни збор за тоа на кој начин ќе се казни. Само пишува дека има обврска да ги чува личните податоци. Ни врз основа на кој закон ќе биде казнет доколку се казнува, нити пак во овој закон е регулирано дали на кој начин ќе се казни. Втората небулоза е вие во членот 3 од предложената измена, имено предвидувате за прво место на надпревар на државно ниво на ученикот и неговиот наставник да им се додели парична награда во висина која што одредува министерот. Заборавате дека над државните надпревари има и регионални и меѓународни надпревари. И на тие деца кои што ќе освојат меѓународна награда, прво, второ или трето место, кои што според мене се во исти ранг со прво место на државно ниво, не им давате награда, напротив, останува само за оние кои што освоили на државно ниво. Не регулирате, кога веќе сте тргнале во целосно изменување на овие членови,
зошто не предвидовте награда за оние кои што на општинско или на меѓуопштинско ниво ќе освојат награда? Дали наградата ќе ја пропишува министерот или тоа ќе го прави град Скопје или општината во која што се наоѓа средното училиште? Предвидете го, зошто треба тие деца да бидат изоставени од предложениот закон, или можеби како што сте навикнати на 3-4 месеци да ни давате по некоја измена на законот, пак ќе ни дадете некоја. Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците е навистина смешно препишано. Од каде, од кој закон не знам, меѓутоа да се заборави дека треба да се оценува и квалитетот на наставните планови и програмата и содржините, да се заборави дека кога наставникот му дава оценка на ученикот, тоа го прави не само врз основа на знаењето што го покажал на еден тест, туку врз основа на целата година на неговата редовност, на активност во наставата, на усмено и писмено испрашување. И наеднаш вие предвидувате дека таа оценка треба да се промени ако некоја комисија која што спроведува екстерно оценување оцени дека ученикот во моментот не знае доволно. Од X причини. Може да биде трема, може да биде неподготвеност во моментот. Од X причини може да се случи ученикот да добие помала оцена од таа што ја добил од наставникот. И на крај ќе направите да некој кој што цела година учел, работел и добил, да речеме, 4, и некој кој што цела година го немало нигдека, имал 2 и добие 5, на крај да му ставите повторно 4, бидејќи 3,5 ќе биде просекот од тие две. Подготвувањето на вакви законски решенија навистина бара сериозен пристап. Подобро да седнеме 5 месеци да дебатираме и да се измени целосно законот за средно образование, наместо вака паушално во зависност од потребите на вашите партии да ни нудите решенија, не мислејќи при тоа како тоа ќе се одрази на децата. Она што навистина ми е чудно, а што ме интересира како колегите од собранието ќе ми го објаснат, е членот 8 од предложената измена или фактот дека членот 59А се брише. Или членот во законот кој што до пред некое време вие го изгласавте, дека наставниците поминуваат во јавни службеници, на барање на Уставниот суд сега се брише. Или во образложението се вели согласно одлуката на Уставниот суд на Република Македонија од 25 април 2012 година, со која се поништува член 3 став 1 точки 1 и 2 во деловите образование од Законот за јавните службеници, се брише членот 59А. Пена ни фати устата кога говоревме за тој закон. Се обидевме на сите можни начини да ве убедиме дека не е уставен и дека не треба да го гласате. Не. Никој тогаш не слушаше. Решивте да... не решивте. Ви кажа пастирот дека треба да го изгласате и го гласавте. Објаснете ми сега како ќе ја образложите оваа измена. Повторно ќе кажете дека опозицијата само обвинува безпотребно. Состојбата во средните училишта ни е доволно алармантна без да правите дополнителни вакви небулози. Да напредувањето на наставниците и стручните соработници го врши училишна комисија која ја формира директорот на училиштето. Замислете. Во едно од скопските средни училишта за првенец на генерација и покрај тоа што имаше повеќе деца кандидирани, е избрано детето на наставник кој што работи во училиштето. И сега очекувате дека некој своите колеги ќе ги рангира врз основа на тоа што го сработили или можеби врз основа на тоа на која партија припаѓаат и дали и колку се блиски или можеби се скарале за нешто во текот на работењето. А од друга страна за напредувањето во звањата наставник, советник и стручен соработник советник го врши комисија формирана од министерот. Што е разликата? Зошто за едниве треба да одлучува комисија од училиштето, а за другите комисија формирана од министерот? Навистина, почитуван господин заменик министер, сметам дека треба сериозно да ги разгледате забелешките кои што ги укажуваме денеска, да го повлечете законот и да направиме широка јавна дебата. Да се изјаснат и советите на родители, и наставничките совети,
и пратеничките групи и здруженијата на кои што работат во оваа област и да подготвиме законски решенија и во областа на средното и во областа на основното образование, кои што на вистина ќе го подобруваат образовниот систем во Република Македонија. Благодарам. Има збор господинот Величковски.